Institucione duan të bëjnë disa ndryshime dhe harmonizime me rregulla dhe standardet e Bashkimit Evropian edhe në fushën e digitalizimit. Për disa prej tyre do të flasim edhe në intervistën e ditës dhe me mua në studio është Ministri për Transformim Digital Stefan Andonovski. Господин Андоновски, добро дојдовте во Алса. Добро недов и поздрав до сите ваши гледачи. Ке зборуваме за неколку теми, меѓутоа би сакал да почнеме со роамингот. Најавивте дека ќе има помали цени во роаминг во земите на Европската Унија. Што значи ова, од кога може да очекуваат граѓаните да плаќаат помалку за роаминг? Со новите политики на Европската Унија роаминг како дома, овозможуваме и ние како држава да нашите граѓани кога патуваат во државите на Европската Унија трошат интернет, телефонија и SMS пораки по исти цени по кои што тоа го плаќаат и во Македонија, што значи ако имаат пакет, да речеме, од 500 денари, а со него имаат 2 гигабајти дата за користење, тогаш тие 2 гигабајти ќе ги користат и во припатување во Европската Унија. И ова е еден од најголемите чекори на Европската Унија за вистинска интеграција, еден вид на либерализација на пазарот, затоа што значи дека нема да треба да трчаат да бараат сим картички, оператори или да има некакви скриени трошоци кога нашите сограѓани патуваат во роаминг. Има една процедура да се стигне до таму. Да, се уште не сме спасани. Ние од наша страна обврските ги имаме завршено, а тоа значеше имплементација на 4 регулативи и директиви во македонското законодавство. Тоа е Законот за електронски комуникации и подзаконските акти, а кои што се однесуваат на оваа либерализација на пазарот. Тој чекор е завршен, испратен е утврден текстот на влада и испратен до Европската комисија на мислење, а паралелно со тоа Европската комисија започнува, донесе одлука Европскиот совет да Европската комисија започне дискусија, преговори со секоја држава од Западен Балкан поединечно, за да се стигне до договор налик на оној на договорот за стабилизација и асоциација, истиот да се потпише и да се ратификува во собранието, со што тој ќе стапи на сила. Ме прашавте околу роковите. Тоа тие не зависат од нас, ако зависе од нас, ние сме подготвени тоа веднаш да го започнеме, но мислам дека ќе имаме попрецизни рокови на 12 јуни, кога е првиот состанок на сите министри од Западен Балкан со Европската комисија, а потоа јас ветив ние ќе бидеме првата држава која што тоа ќе го возможи за нашите граѓани. Се надевам во текот на 2027 година. Според искуството на другите земји, дали може да очекуваме од јануари, например, да ги имаме тие? Може да очекуваме затоа што подготвени сме во смисла на законската рамка и сме сигурни дека тоа е целосно исполнување на барањата на Европската Унија, но сепак одлуката ќе зависи од Европската Унија и Европската комисија. Очекувате пречки во овој процес, имајќи ги предвид дека и операторите треба да се одлучат за тоа? Не очекувам пречки затоа што законите, измената на законот беше комуницирано со сите засегнати страни. Ние имаме 2 поголеми оператори, еден кој што туку влезе на македонскиот пазар, кои што се европски оператори, кои што ова веќе го имаат имплементирано и во рамки на Европската Унија во 2017 година и ланската година со Молдавија и Украина. Што значи дека го имаат искуството процедурално како треба овој процес да се заврши и очекувам дека истото ќе го направат во Македонија. Еве позитивно е што заради притисокот кој што го создаваме со роаминг како дома, телеком операторите и оваа година веќе ги намалија цените за роаминг трошоци за нашите граѓани, но очекувам тие да се симнат на нула од следната година. Овие денови најавивте и еден друг проект, смарт лиценци. Што значи ова за компаниите? Дали ќе биде олеснување за компаниите или воопшто за граѓаните кои сакаат да земат информации за тие компании? Очекувам ова да биде еден вид на револуција во заштитата на граѓаните и на компаниите. Зошто на граѓаните? Затоа што со проверување на QR код, со фотографирање на тој QR код ќе стигнете до потврдата дали определен објект има соодветна лиценца за работата која што работи. И тука ова може да се користи од кафе бар до некој лекар, до извршител, до нотар, до кај наседаватели на доверливи услуги, ноќни клубови и така натаму, што кај граѓаните ќе донесе поголемо чувство на сигурност, безбедност и транспарентност и поголема доверба во државните институции, затоа што тоа нема да биде фотокопија или потврда, тоа ќе биде директно поврзување со жив регистар кој што ќе покаже дали определено лице има активна или суспендирана лиценца. За компаниите процесот многу се објективизира, што значи дека аплицирањето кај оние институции кои што ќе го преземат нашиот систем ќе биде целосно дигитално, електронско, потоа тоа барање ќе се обработува, компанијата ќе знае
до каде е нивниот предмет, дали се одлучило, како се одлучило и во кое време, и потврдниот или негативниот одговор повторно ќе го добијат електронски. Што значи дека нема да имаме предмети во ФИОКа, нема да бираат службениците во администрацијата дали на некој предмет побрзо или побавно ќе му завршат работата и нема да можат некои предмети да ги земаат преку ред, а други да чекаат со месеци на одлучување. Дали тоа значи дека сите компании ќе бидат принудени да стават QR код во нивните објекти? Тоа ќе зависи од секоја институција која што ја дава лиценцата поединечно. Кај нас, на пример, пилот проектот е кај нас, ние ќе бараме секоја од компаниите да постави QR код дека е овластен давател на доверливи услуги, но останатите институции можат некој друг модел да изберат. На пример, ако зборуваме за ноќните клубови, тие веќе имаат обврска да ги декларираат делот од знаките на своите влезни врати. Очекувам дека Министерството за економија тоа ќе го направи за лиценците. Дали ова ќе биде олеснување и за нас новинарите, имајќи предвид дека некогаш со месеци чекаме да знаеме дали една компанија има лиценца или не од одредена институција? Очекувам и дополнителен позитивен притисок од ваша страна како новинари да ова го имплементираме во што поголем број на институции, затоа што тоа ќе биде начинот како вие полесно да проверите дали некоја лиценца е валидна, кога се издала, кој е начинот на издавање, зашто е и до кога важи, а во исто време кога некоја лиценца ќе биде одземена по некоја причина, по автоматизам без дополнителна активност на институциите, таа веднаш да биде прочитана на регистар. Ќе ве прашам пак и за рокови. Кога очекувате ова да биде целосно имплементирано? Ова зависи веќе од другите институции. Ви благодарам на прашањето. Кај нас е веќе целосно имплементирано во Министерството. Ние даваме 6 различни лиценци, за сите тие е имплементирано. Следна фаза ни е Министерството за економија, каде што сме во напредна фаза. Очекувам до крајот на месецот, бидејќи имаат обврски од реформската агенда, да го реализираме и во Министерството за економија и труд, а потоа ќе следуваат сите други институции, но ова ќе зависи во голема мера и од институциите, а ние ќе го правиме притисокот. Верувам дека и вие имавте придонес за новиот закон за игри на среќа, имајќи предвид дека вие треба да се ангажирате или да имате активности кога станува збор за онлайн игри на среќа кои се илегални. Дали се уште имаме голем проблем со илегалните онлайн игри на среќа? Мислам дека ова полека станува проблем од минатото. Го темелам ова на докази дека само по 10 до 15 нови страници се појавуваат месечно. Ако ви кажам дека првите месеци имавме по 250, 220, 230 страници кои што ги забранувавме, сега бројката е многу мала. Се уште го следиме процесот и со донесување на новиот закон ние ќе продолжиме да следиме нелегални приредувачи на игри на среќа. Со новиот закон за игри на среќа имаме и дополнителна обврска, а тоа е да го утврдиме безбедносниот елемент на новите провајдери. Доколку некој аплицира да биде приредувач на игри на среќа онлайн во Македонија, ние ќе треба да оцениме дали тие ги исполнуваат безбедносните стандарди, за да не се случат крадење на податоци, крадење на кредитни картички или средства на нашите граѓани, и да сме сигурни дека кога некој наш сограѓанин над 18 години ќе сака да игра некоја игра дозволена, лиценцирана онлайн, тогаш сме сигурни дека тој ќе биде безбеден и неговите податоци ќе бидат безбедни и сигурни. Во ова дигитално време како може целосно да ги исклучиме децата под 18 години да бидат дел од игрите на среќа онлайн? Дали е тоа воопшто можно? Ова е предизвик, но со новиот закон ќе има обврска за декларирање на возраст при симнувањето на апликацијата или закачувањето или регистрирањето на истата. Тоа може да се манипулира. Може да се манипулира, сека да се манипулира во светот, ќе се бара дополнително прикачување и на лична карта. Тука е многу голема обврската и на родителите, затоа што нивна е задачата да својата лична карта не ја даваат на нивното дете за да тоа може да игра некакви игри на среќа, но бидејќи целиот процес ќе биде дигитален, очекуваме полесно да биде проверка која што ќе прави Министерството за финансии и да не се дозволува деца да играат игри на среќа онлайн, затоа што навистина тоа е една пандемија која што ни го зафати општеството и создава огромни проблеми изминатите. Кој ќе ги проверува овие лични карти? Министерството за внатрешни работи или Министерството за финансии има обврска за надзор на работењето и на онлайн игрите на среќа. Министре, ќе ве прашам и за нешто друго, кој е или дали имате информации каква е бројката на луѓето кои падаат жртва на онлайн измамите? Секој ден ни стигнуваат пораки, имејлови, дали ова е навистина секој ден се поголем проблем? Знаете како, кога зборуваме за дигитализација, безбројни се придобивките. Зборуваме за побрзи, поефикасни услуги, поголема транспарентност, поголема автоматизација, намалување на субјективитетот, но треба да зборуваме и за недостатоците. Ова е еден од недостатоците, заедно со злоупотребата на лични податоци
и сајбер нападите, ова можам да кажам дека е третиот елемент на измами кои што се случуваат онлайн. Ние сме сведоци кога тие се случува офлайн, па се случуваше на некој мост да ве измамат, да ви украдат пари и така натаму. Сега тоа се случува во онлайн просторот. Се зголемува бројот на пријавени, што значи дека можеби не е зголемен бројот на вкупни измами, но бројот на луѓе кои што се свесни дека некој сака да им ги злоупотреби податоците се зголемува затоа што бројката на пријавување се зголемува. Тоа е добро затоа што свесноста кај луѓето расте дека некој податок од нив се бара злонамерно и се сака да се направи злоупотреба со нивните податоци и очекувам дека ваквиот тренд ќе се зголемува и во иднина. Тоа е тренд на секаде во светот, лажни имејл пораки, лажни SMS пораки, дури во светот има и лажни јавувања. Кај нас е малку потешко заради македонскиот и албанскиот јазик, кои што се поспецифични, па не секој во светот може да ги имитира преку вештачка интелигенција, но апелирам граѓаните да бидат многу внимателни. Прво, од кого ја добиваат соодветната порака, дали тој испраќач го познаваат, второ, каков е линкот, дали ги содржи сите податоци од еден линк, и трето, да ја прочитаат убаво пораката пред воопшто да размислуваат да одговорат. Најдобро е да не одговараат на никакви пораки или мејлови кои што стигнуваат од непознати испраќачи. Ние работиме на зголемување на свесноста, ваквите прашања и ваквите емисии се исто така многу важни, но заедно да се опитаме да градиме систем на отпорност на населението од ваквите измами. Дали е откриен некој случај кога е откриен авторот на овие измами од нашите институции? Често тоа станува збор за странски да речеме измами или шемени измами. До сега не сме имале случаи или многу мали биле случаите на домашни извршители, спаѓа во надлежност на Министерството за внатрешни работи и ретко се објаснува до крај кога ќе се стигне процесот, но можам да кажам дека има определени случаи во кои што сме нашле извршители кои што доаѓаат од Македонија. Кои се најчести жртви? Мислам младите, пошто повеќе користат нови технологии? Тоа се младите, можам да кажам малолетниците се особено ранлива категорија во овој дел и тоа се највозрасните жители кои што сепак имаат смарт уреди и ги користат, така што тие две таргет групи се можеби најранливи, но секако сите сме жртви. Можам да кажам дека не поминува ден или два да не добиам јас некоја порака на мојот мобилен телефон која што е таков вид на фишинг порака, која што сака да ги злоупотреби податоците. Министре, имаме уште теми од дигиталната трансформација, меѓутоа немаме многу време. Би сакал за крај едно политичко прашање. Во овој период се зборува многу за реконструкција на владата, па дали воопшто се зборува за да ве изменат и вас како министер? Дали очекувате да бидете и понатаму министер за дигитална трансформација? Да, јас не сум слушнал дека има таков план за моја промена, но јас правам еден пресек на 2 години Министерство за дигитална трансформација и сметам дека направивме многу во овие 2 години од формирањето на Министерството до стратегии и закони, па и до практична имплементација, до нови услуги, до нови можности и центри за услуги во голем број градови и сум задоволен од досегашната работа, а одлуката дали јас ќе продолжам да го водам ова министерство или некој друг ќе дојде на мојата позиција е одлука на мандатарот и претседателот на владата. Јас имам полна доверба дека ги цени активностите на луѓето според нивниот учинок, според тоа што направиле, што оставиле позади себе. Впрочем, јас работам на тој начин и се надам дека на тој начин ќе бидат носени и одлуките, а одлуката секако финално е негова. За повеќе теми се надевам дека ќе имаме и друга прилика. Со голямо задоволство. Фала ви многу за овој интервју.